Почитуван председателя. Добар ден и добродојдовте на првиот академски час на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Дозволете ми најнапред да го поканам професор доктор Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Почитуван господин Стево Пендаровски, председател на Република Северна Македонија. Драги наши бруцоши, денешниот ден ќе биде забележен во календарот на вашите животи како еден од позначајните. Принуди привремено да ги напуштиме амфитеатрите и незаменливите конвенционални катедри. Добре дојдовте на првиот академски час на Правниот факултет Јустинијан I со физичко присуство на овој прекрасен ден и прекрасно е да се видат овие млади луѓе овдека присутни денеска на платото пред универзитетот. Многу е актуелна проблематиката како нашето високо образование да го направиме поквалитетно, покомпетитивно, помобилно, поевропско. Денес имам посебно задоволство и чест како поранешен универзитетски професор и поранешен студент на овој факултет да бидам меѓу вас на првиот час од академската 2020-2021 година, да ве поздравам и да ви посакам успешен почеток на вашите студии. Универзитетот Кирил и Методи, како најстари и широко реномиран академски центар во нашата земја, со децении продуцира кадри кои со своето знаење и вештини се конкурентни на пазарот на трудот и кај нас и во странство. Од Правниот факултет на УКИМ, на кој самиот имав среќа да го оформам моето високо образование, излегуваат идните правници, адвокати, судии, политолози, новинари и политичари, кои имале и имаат своја улога во процесот на трансформација на Република Северна Македонија во модерна, демократска и просперитетна држава. Годинава станавме членка на најважната глобална безбедносна организација, а наскоро и формално ќе влеземе во големата трансформација за да станеме дел од Европската Унија, така што сето знаење и експертиза кои тука ги добивате, заедно со вашиот младежки ентузијазам и енергија, ни се апсолутно неопходни. Почитувани студенти, за жал годинава пандемијата на COVID-19, која од темел го измени нашето секојдневие, диктираше и промени во образовниот процес. И денешната свеченост е видоизменета согласно здравствените протоколи и прописи. Ја нема вообичаената атмосфера во студентскиот кампус, меѓутоа животот мора да продолжи и сите ние мораме во од да се адаптираме. Користете го секој момент, да стекнете нови знаења и вештини, да добиете информации и искуство. Споделувајте и комуницирајте. Кога тоа не може да го правите со физичко присуство, користете ги новите технологии. Како човек кој пред речиси 40 години поминал низ овие амфитеатри, можем да ви кажам дека пред вас се најубавите години од животот. Ќе учите, но и ќе се дружите меѓу себе. Секој од нас и денес ги памети најтешките предмети, најдобрите професори, но и сите згоди и незгоди од студентските години. Почитувани професори, како дел од оваа професија, апсолутно сум свесен за вашата улога во образовниот процес. Го знам товарот врз секој од вас, да се подготвите за час, да го пренесете знаењето на студентите, да им помогнете да остварат својот потенцијал, да ги реализираат своите планови за животот. Но не и помалку битно да им понудите вредности и морална вертикала, која ќе биде стожер на нивниот личен и професионален интегритет. Да бидеш некому учител во животот е најблагородната и истовремено и најтешката задача. Но јас сум длабоко убеден дека вие имате и капацитет и мотивација да им помогнете на овие млади луѓе да го реализираат својот сон. Дозволете на самиот крај на сите да ви посакам добро здравје, среќа и успех, а на бруцошите студии исполнети со интересни содржини и стекнување на нови знаења и вештини кои од нив ќе направат подобри луѓе.